Добра е поставена тезата и темата. Мислам дека еден добар дел од одговорот веќе се содржи барем во две излагања претходно, ако не и повеќе, меѓутоа кај Петри Тијана имавме назнаки за тоа како отприлика може да се одреди одговорот. Тука особено ме израдува повикот на Ана на некој начин, апелот да дајте да видиме, да најдеме решение, да понудиме решение, и навистина е тоа добро и конструктивно, иако не сум многу оптимист во тој поглед, за жал. Што се однесува до Орбан Маѓар, смената, драматичната смена и катаклизмата на Орбан, барем во бројки. Ако се сеќавате, истата вечер или веќе утредента са Бајле, ја напишав една подолга анализа, заснована на тоа што претходно и истражував и ги следев сите фази на изборите 2 години пред да се одржат изборите во април во Унгарија. И врз основа на тие истражувања, не само моите, кои на моите колешки и колеги во цивил, предупредив дека Орбан како фигура, како лик, па дури и делумно како структура, да, падна. И тој се демонтира во моментов. Меѓутоа, бидете убедени во една работа. Особено ако една структура била во добра релација, синхронизирана, хранета со ноу-хау, ако не и со пари и други средства и логистики, со Кремљ, таа структура тешко е ќе ти падне. Таа се прилагодува. Вие ќе препознаете, малку се зборуваше за српските медиуми, ама ќе препознаете дека одеднаш се креваат други големи компании. Се преструктурираат некои екосистеми медиумски, обштествени, политички и така натаму. И имате ситуација во која голем дел од таа структура се притајува и останува. И ја мислам дека тоа, јас не сум бил никогаш во ниедна институција до сега, државна или владина, меѓутоа, знам, меѓутоа, вие ќе ми кажете, дали не препознавте во времето на 2017-2024 година силна инсталација која едноставно во почетокот многу беше тивка, притаена, но за кратко време, за релативно кратко време, ја мислам дека не повеќе од 6 месеци, дури и помалку, таа структура веќе доби свое лице и обличие и доби своја функционалност која во 2018 година доби сосема јасни контури. И кога сме веќе кај 2018 година, сакам да ме потсетам на една изјава на Олег Шчербак, поранешниот амбасадор на Руската Федерација во Скопје. Тој на покана не на Министерството, на покана на Факултетот за безбедност, зборуваше на една тркалезна маса од 2018 година, некаде во почетокот на летото, значи малку пред да се, некој месец пред да се одржи референдумот за прифаќање на Преспанскиот договор. Некои го викаат за промена на името, ја не видов промена на името. И тој таму многу јасно, мислам дека речиси дословно ќе го цитирам, но еве да речеме, да прифатиме нека е парафраза. Тој рече: внимавајте што правите, значи на земјата и се обрати, на Македонија и се обрати, велејќи внимавајте што правите. Затоа што засилнувањето во НАТО и вашите НАТО аспирации може да ве доведат во ситуација да ја имате слична, истата судбина со Украина. Сега, знаете што, тоа е 2018 година, 4 години пред целосната инвазија врз Украина. Меѓутоа и 4 години по првата инвазија, делумната, нели, во Крим и Донбас. И тука сакам да го поврзам српскиот свет
евроинтеграциите и рускиот свет, бидејќи тие се српскиот и рускиот свет се еден организам, како што е организмот на дел од организмот е и Орбан, дел од организмот е Јанша, дел од организмот е Фицо, Матео Салвини, Додик и нели вождот од Белград, кој е начело на една политичка, културна, финансиска, подземна, ако сакате, медиумска и безбедносна структура која е целосно вгнездена во земјава. Да се разбереме, Северна Македонија може да влезе во Европска Унија само под еден услов. Ако со тоа се согласи Белград. И во еден момент Белград може и да каже да, ќе влеземе во Европска Унија, откако претходно ќе бидат поставени сите механизми на тој начин да може српскиот свет и понатаму и во европски услови да функционира, да контролира наративи, да контролира економски, безбедносни, политички, социјални процеси, меѓуетничките односи, односот кон Косово, кој не го спомнавме, ако очекував дека ќе добие барем ехо, бидејќи Србија, Русија кон Украина се однесува и онака како што Србија се однесува кон Косово, заради тоа што таму е нели срцето, душата, духот на Србија во Косово е. Според она што е наратив од секогаш. И сега е таков тој наратив. Тој стои таму. И заради тоа го имате вие оној однос во српските дури и прогресивни кругови каде што речи се и нема разлика од она што го имате вие кај Вучич или кај Вулин. Намерно го спомнувам, не го знаете зошто. Нели, врските со ФСБ, предавањето, следењето и предавањето на руски и други опозиционери и така натаму. Заради тоа што вие имате ситуација која имате кога еден прогресивен србин, еден прогресивен член на академска или граѓанска организација или така натаму. Вели, знаете што, сето тоа, Европа, да, човекови права, демократија, Вучич доле, овие четници треба да се исчистат, ние треба да се ослободиме од ова. Али ако збориме за Косово, видете, до последниот србин во светот, додека постои еден србин во светот, тој нема да се согласи со независно Косово. И знаете, вие тука имате една ситуација во која истото ќе го видите и во нашата земја, во Северна Македонија. Огромен број од луѓето со кои се познаваме, се гледаме, ги знаеме нивните мислења, ќе го кажат истото. Истото ќе го кажат. И заради тоа ја мислам дека ситуацијата не е таква што можеме да очекуваме да најдеме лесно, дури не знам колку и да се трудиме, решението или излезот од српскиот свет не можеме да го најдеме, особено, како што кажав, затоа што тој е синхронизиран целосно со рускиот свет, бидејќи српскиот свет е на некој начин една бабушка или матриошка од рускиот свет. И, знаете, што и да се случи во земја во поглед на Европска Унија, ако мрднеме, тогаш тоа ќе биде повторно со некаква согласност или некаков формат на согласност од Белград. Заради тоа што вие, ако имам уште една поента, само многу кратко да ви кажам, што се однесува до интеграцијскиот процес. Знаете што, извонреден изговор е бугарското вето од 2022 година.
извонреден изговор. Заради тоа што да не беше бугарското вето, ние ќе имавме многу поголеми проблеми всушност. Бугарското вето е најмалиот проблем на Северна Македонија во поглед на ЕУ интеграциите. Најмалиот. Затоа што вие имате проблеми, освен тоа што културолошки, економски и така натаму имате изморедно голема зависност од ентитети или од држави кои не се во демократскиот блок, туку и заради тоа што имате проблеми со владењето на правото, буквално по сите хоризонтали и вертикали во сите 6 кластери, особено ако погледнете во делот кој се однесува и на меѓуетничките односи. Ако погледнете во делот кој се однесува на децентрализацијата, таа е запрена во 2004 година, пета колку што направи СДСМ тогаш, толку тука заврши негде од прилика децентрализацијата. Тоа е многу сериозен дел од ЕУ интеграцијскиот процес. Човековите права, знаете, бугарското вето престана да биде бугарско вето, односно билатерален процес, спор во моментот кога се донесе европската рамка. Од тој момент бугарската заедница или бугарскиот дел од народот, кој треба да влезе во уставот, станува прашање на човековите права. Ништо друго. Ние имаме проблем со човековите права, а го представуваме како единствена и важна причина за стопирање на интеграцијскиот процес во Европска Унија. Тоа е, се разбира, не е доволно како за меморабилен завршеток, но мислам дека и читателите, меѓу кои вие, бидејќи сте и авторки и автори на медиумската платформа на Цивил, знаете дека тоа е простор каде што овие идеи во многу подлабоки и подетални формати се објавуваат и може да се прочитаат. Добро, апропо ЕУ и извештаите од ЕУ, тие обично, особено добрите извештаи од ЕУ што доаѓаат или од Европарламент и така натаму, обично доаѓаат доцна или предоцна, кога веќе работите се тотално заглавени и излезени од контрола. Инаку што се однесува до суверенитетот, Украина нас научи дека суверенитетот не се губи со тенковски колони, со окупација, со инвазија. Тој се загрозува, се разбира, да привремено знае да биде прашање на опстанок и така натаму, но тој не се губи. Не се губи, само се загрозува. Знаете ли кога се губи суверенитетот? Суверенитетот се губи кога туѓите интереси ќе почнете да ги прогласувате за своји. Тогаш се губи суверенитетот. Кога туѓите наративи ќе почнете да ги прогласувате за здрав разум. Тоа е губење на суверенитет. Кога тоа ќе го видиме, кога тоа ќе го сватиме, кога ќе излеземе од своите ровови или апатијата, што би рекол Џабир Доко, тогаш има шанси да направите нешто. А кога можете да ги направите тие нешто? Како можете да излезете од рововите? Не зборувам за ровот во кој влезен Мицкоски пред отворени врати на ЕУ, влезен во ров со шлем од Прва светска војна, со знаме на Вергина на шлемот изгравиран. Не зборувам за тоа. Зборувам за рововите во кои се граѓанките и граѓаните паднати. А тоа се рововите на апатијата, на безизлезноста, на чувството на изолираност и така натаму. Инаку, во Москва, нели, и за Белград, никогаш не им било важно кој ќе дојде на власт. Добро. Секогаш им е подобро да дојде на власт некој што е супер соодветен на нив, како што е, да речеме, моменталната гарнитура на власт, веќе 2 години.
за нив е многу важно да ги одржат структурите кои го навигираат општеството, системот, економијата, тоа е. Тоа е најважното. Структурите. Значи, не им е важно дали е Зоран Заев, Ковачевски или Мицковски на власт. Во принцип, они се разбира дека има своји погодности кога е Мицковски, малку е потешко кога е Заев и така натаму, не е битно. Меѓутоа, имате ситуација во која они, тоа е долгорочна операција на влијание, хибридна операција, ако сакате, нели, популарен е тој збор, знаете што е хибридна војна. Тоа ви е како хибриден автомобил, пола на Стојанче, експертот за хибридни закани Стојанче Ангелов ќе ви каже подобро за тоа. Мене, ако јас не сум толку добар во тоа, не се, тие работат на тие ешалони кои се влезени во економијата, во политиката, во безбедноста и се разбира, не ја заборавајте црквата. Но не заборавајте уште еден елемент, а тоа е подземјето, криминалното подземје. Замислете. И тоа има своји линкови со официјалните структури, политички и воени структури во Кремљ, а со тоа се разбира и во другите краци на таа мрежа, односно на тој екосистем.